Европската куќа во Струмица одбележа 2 години постоење, во кои се обидоа преку различни активности да ги промовираат европските вредности, но и да ги поттикнат младите да бидат креатори на новите општествени текови. Како што истакна Томе Печков и Јана Клесова, ЕУХАО Струмица успел да организира околу 330 настани поттикнати од младите, за да ги артикулираат своите потреби, но и да остават свој печат на оваа време. Со гордост може да кажем дека во претходните 2 години ЕУХАО Струмица има организирано повеќе од 330 настани, сите поврзани со европските младински цели. Исто така, сакам да кажам и да напоменам дека за овие 2 години имаме повеќе од 15.000 посетители на овие настани и сите овие настани се разбира не би се одржале доколку ги немаме нашите соработници кои што се околу 100 организации и институции и чинители од 15 општини. На младите европски амбасадори кои не поддржуваат по секоја една наша иницијатива, на колегите од ЕУХАО Скопје, на сите соработници кои не поддржа Европската година на вештините. Почнавме да ја спроведуваме и ќе ја спроведуваме со полна парија до крајот на оваа година, да градиме млади кои ќе бидат активни и кои ќе стекнат вештини за да им користат понатаму во живот. На одбележувањето на годишнината од ЕУХАО Струмица присуствуваше и Штефан Худолин, вршител на дложност амбасадор на делегацијата на Европската унија во Скопје. Тој кажа дека поддршка и понатаму ќе има на овие центри, се со цел младите да споделуваат и иницираат решенија кои се во нивен интерес. Сите ова импресивна статистика на луѓе настани кои што се организираат и сите овие настани растат. Значи се повеќе такви настани ќе има, тоа всушност представува можност за нас, меѓутоа и за вас, а особено за младите. Хаус, тоа се места каде што младите се зближуваат, се со цел да се научат нови нешта за иднината. Знаеме дека младите се нашата иднина. Where all our future is. Инаку оваа 2023 година ќе биде Европска година на вештини, па фокусот и на Европската куќа во Струмица ќе биде токму стекнување на дополнителни вештини и знаења кај младите.